Пред 50-60 години на ова место речиси да немало автомобили, никакви возила. После војната по некое возило. 70-тите, 80-тите години имаше многу возила и сообраќај. Сега во 21 век, 2021 година, возила, автомобили, сообраќај колку што сакаш. Локалната самоуправа Кавадарци беше принудена да прави паркиралиште во Кавадарци. Времето се менува, животот се модернизира и осовременува. Пред известно време беше формирано јавното предпријатие Паркинг, кое на едно место ги обедини сите места за јавно паркирање во Кавадарци. Ова дејност не постоеше, беше мисловна именка за некое друго време. Меѓутоа сега е насущна потреба. Локалната самоуправа на општина Кавадарци, начело со градоначалникот Митко Јанчев, го напушти така нареченото јавно-приватно партнерство и формира јавно предпријатие од општествено значење, со цел сите пари и се што се заработува да се слеат во касата на локалната самоуправа, односно во правното лице кое стопанисува со паркинзи. По известно време дојдовме во јавното предпријатие Паркинг и со директорот Орце Настов разговаравме за тоа како досега работи ова јавно предпријатие. И како што најавивме, сега сме во јавното предпријатие Паркинг во Кавадарци, со цел изврно од директорот да се запознаеме како работи ова јавно предпријатие, кое беше вистински хит и се уште е останало, затоа што на едно место сублимира една дејност која во овие простори во Кавадарци не се работила никогаш. А сега принудени сме преку промената на менталитетот, на нашите навики, полека да ја прифаќаме како своја. Директор, добар ден. Добар ден, Како се сте? благодарам на можност да се презентираме, да кажеме нели основното за нашето јавно предпријатие, кое што навистина не постои долго време, трета година, меѓутоа сметам дека направивме еден успех и ред во работењето, во паркирањето. Точно е и во животот во општина Кавадарци во секојдневието да имате средување на состојбите. Локалната самоуправа доста ви помогна во тоа. Да. Сега имате релативно млад колектив, меѓутоа полето на работа ви е широко, цела Кавадарци е ваш. Да. Да. Сепак оние што прв пат вака службено дознаваат за вас или за оваа проблематика слушаат, која беше целта и потребата да се формира едно вакво јавно предпријатие, јавни паркиралишта Паркинг? Тоа е службениот наслов. Сведоци бевме сите ние дека последните години, како Кавадарци стануваше на се поголема урбана заедница, а се стреми да биде тоа и модерна урбана заедница, беше согледан проблемот на хаосот во сообраќајето и во паркирањето, посебно во делот на централното градско подрачје. Значи, овој проблем не беше од сега и прв пат беше иницииран уште од претходната локална самоуправа, од претходниот градоначалник, кога беше донесена и одлука за организирање на зонско паркирање во град Кавадарци. Меѓутоа, да кажам, за среќа и на граѓаните на општината, таа идеја не беше до крај реализирана. А зошто? Јавно приватно. Да, затоа што беше планирано да биде тоа јавно приватно партнерство, а тоа значи давање концесија на приватна фирма која би стопанисувала со паркинг просторот во Кавадарци. Но тоа, од друга страна, значи што е нормално за секоја приватна фирма да оди на максимизирање на профитот за сметка на граѓаните, така да доколку таа идеја се оствареше, сега паркирањето не беше да биде 10, 20, 30 денари, че беше 50, 60 или 80 денари. Така да со доаѓањето на новата локална самоуправа 2017 година и новиот градоначалник господин Митко Јанчев, ова идеја повторно се актуализира, меѓутоа сега во права насока со тоа што се поништи таа одлука и се одлучи да се формира јавно предпријатие во собственост на општината, значи основно важно да биде локална самоуправа во општина Кавадарци, заради поголем бенефит и на граѓаните и на општината.
Така да со одлука на Совет на 24.4.2018 година беше формирано и регистрирано јавно предпријатие Паркинг Кавадарци. Добро, за вовет е доволно, но меѓутоа како почнавте, како беше почетокот на работењето на паркинг и развојот до денес? Да. Па за почетокот, значи веднаш после формирањето беше од страна на локална самоуправа беше доделен простор од околу 7.000 квадратни метри во близина на градската општа болница, каде што беше изградено депо. А зошто? Значи прво беше Кавадарци соочен исто со проблемот на голем број приклучна механизација, трактори, кои што беа оставани по улиците, по тротоарите, така да на тој дел преку 220 парцели се оформија за оставање на она механизација, приклучна, трактори или возила кои што поретко се употребуваат, да граѓаните можат за цена од 4 денари годишно да се изнајмат свој простор, да си стават своја лимена гаража или само простор и да таму да си ги остават возилата или механизација кои што не ја користат во текот на годината. И истовремено беше направен еден дел кој што служи за депонирање на оние возила кои што дневно се однесени заради неправилно непрописно паркирање. Што беше почетокот на дејноста, да речеме, дел од дејноста на ЈП Паркинг. Во текот на годината со донација од општина Кавадарци беше доделен на јавно предпријатие Паркинг, беше доделен пајак, односно специјално возило пајак, и со асистенција на полицијата и на комуналната инспекција се започна со регулирање на тој дел со отстранување на непрописно паркираните возила од тротоари, од јавни површини, зелени површини и така. Во меѓувреме беа вршени останатите подготовки кои што беа нужни, тоа се изработка на физибилити студија, сообраќајни решенија, сообраќајни проекти, дозволи од соодветни од министерствата, да може Кавадарци да се организира и да отпочне со системот на зонско паркирање. Склучување на договори со оператори, овозможување на софтверска поддршка на сето тоа. Така да во текот на 2019 сето тоа беше спремно и од 5 февруари, после сите тестирање, на 5 февруари 2020 година се отпочна официјално со системот на зонско паркирање. И Кавадарци беше поделено во 3 зони, зона А, зона Б, зона С, и на 5 февруари се отпочна со овој начин на паркирање. Почнуваме гледачи да следите емисијата Го сакам Кавадарци, специјална емисија во која ги доближуваме јавните предпријатија и службите што ги организира локалната самоуправа Кавадарци со цел подобро и поубаво живење. Со нас е директорот на јавното предпријатие Паркинг Орце Настов, кој има задача да не информира и да не доближи до работењето на ЈП Паркинг. Директоре, со колку паркинг места на почетокот располагаше вашето предпријатие? Дали се проширени, колку се изградени нови паркиралишта, колку е зголем бројот на паркинг места во овој град? Првичната физибилити студија која што беше изработена покажа дека ќе биде доволно 1000 места, паркинг места, и зонирани во 3 зони, централното градско подрачје како зона А, околните улици зона Б и поширокото подрачје како зона С. Со тоа што и тогаш со одлука на Совет, одлучено е дека првично потребите на станарите кои што нема своји места за паркирање од разни причини, немаат пристап во дворот или немаат соодветно место пред зградите, дека 46% од тие места ќе бидат предвидени за станарски дозволи, станарско паркирање, 3% за инвалидизирани лица и 1% за хибридни возила и остатокот од 50%, значи 500 места за комерцијално паркирање. Меѓутоа се започна така и се започна вистина успешно. Меѓутоа веднаш после почетокот започна со ковид кризата која што се одразува и сите субјекти кај кај. Меѓутоа потребите кај граѓаните ние ги следевме и ги пратевме како, така да се иницираше веднаш сега и потреба за проширување на паркинг зоните на доградба на други паркиралишта. И зошто? Затоа што поготово во новиот дел на градот, каде што беа лоцирани стамбени згради, кои на времето имаат собствен простор за паркирање, мислам, тој простор се на Република Македонија, меѓутоа со време го користеле станарите. Да. И сега се случуваше да тие први покренуваат иницијатива, бидејќи им се узурпира местото, од причина што ако на 50 метар подолу имаме зонско паркирање, се дел од граѓаните за да избегнат паркирање, се паркираат на овие места каде што беше слободно. Меѓутоа им се узурпира место така да луѓето после доаѓање од работа или во текот на работа немаа место и самите бараат да се воведи платено зонско паркирање, за да може да си извадат станарски карти, да си најде слободно место за паркирање и на тој начин се избегна хаосот кој што претходно владееше сега, значи ако некој треба да си заврши некоја работа и треба да пушти СМС порака, се паркира таму кај што треба, а не да го узурпира местото на оној меѓу зградите. Тоа се направи значи на неколку наврати, поготово во делот. Да. Поготово во делот кај улицата кај булевар Македонија, Едвард Пердеј, Никола Мичев булеварот, Цветан Димов, така да меѓу сите тие згради, Волаквиш, да. Меѓу сите тие стамбени објекти каде што имаше паркинг, се ги проширивме како паркинг зони со комерцијално паркирање, меѓутоа воглавно ги користат станарите за
паркирани на нивните возила кои што со години таму ги паркирани. И нормално имавте ли реакции? Како се справите со тие Па реакции? реакции на почетокот прво добро се прифати се тоа, нормално реакции имаше најмногу прво од оние кои што ги изгубија, така да кажем, привилегиите да сега има гаража, паркира пред дворот, на улицата, на тротоарот, така доволно такви беа реакциите. Меѓутоа најмногу граѓаните беа задоволни бидејќи им се реши проблем поготово во делот на новиот центар на градот кај што почна да се злоупотребуваат тие места, а сега се тие слободни за паркирање и за комерцијално паркирање, а посебно за нивно станарско паркирање. И кога сме кај новиот центар да те прашам за пазарот, градскиот пазар, среда, петок, недела, нешто направивте некоја одлука надвор од вашиот систем, односно со знаење на локална самоуправа? Па добро, таму тој дел остана нерегулиран бидејќи непосредно на улицата пред пазарот не е влезена, да речеме, по висока категорија, од регионално значење, така таму не може да се немате ингеренции за нема ингеренции, меѓутоа одма тука, значи во близина пред управа за јавни приходи и гранична полиција кај што е системот на зонско паркирање, тука може да се паркираат и дел од пазарџиите може да се паркираат во делот кој што е во собственост на комуналец, односно изградено за таа нивна потреба. Овој гест ви беше поздравен од сите пазарџи и па и кавадарчани со оглед од тоа што малку се задржуваат пазарот и заменуваат веднаш. И секој со знаење и со разбирање на полицијата, така да. Еден од најдобрите гестови, дури и градоначалникот лично дојде го се реши ова прашање брзо, иако предизвика многу големо внимание и револтка и некои кавадарчани. Добро, одиме понатаму со емисијата. Да чуеме сега, јас реков на почетокот дека имате млад кадар, вработени се многу млади луѓе и нова дејност релативно, меѓутоа каква е организационата поставеност на ова претпријатие? Па организационата поставеност е прво, значи имаме оделение за јавни паркиралишта, во кој што се давателите на услуги, тука се значи контролорите, поставувачи на блокатори, кои што работат на терен, речеме, лично. Оделение за ПАЕК служба, тоа е доле во депото, каде што се сервисираат овие другите работи во делот на паркирањето на одземните возила и така, кој што исто е да напоменем, што и да се користи и за даваме услуги на овие јавни институции, односно државни институции, суд, полиција, гранична полиција, кај што се носат оние запленети возила, така и тие услуги даваме за нив. Таа служба и службата за администрација, кој што имаме тука дел, значи, за финансово сметководствено работење, дел за правна регулатива, човечки ресурси, така да од тој дел така сме поставени, така функционира. Немате проблеми во организациони дел до сега? До сега нема проблеми, меѓутоа како ќе се развиваме, така да ќе го пратиме тоа, бидејќи на почеток е систематизација која што е предвидена, меѓутоа понатаму работата ќе каже што треба и како треба, така да и во тој дел ќе се. Добро, споменавте некои од услугите, сега добро е да чуеме, бидејќи во таква емисија се наоѓаме, кој е портфолиото на услуги или организационна поставеност во самото предпријатие во паркинг, што може да искористат граѓаните и правните субјекти како услуги, па да речеме нешто што е надвор од зонското паркирање. Да. Добро, значи основно нешто споменавте за тоа. Основно дејност значи зонско паркирање и тоа преку SMS пораки или организирано исто преку продажба на паркинг грепки, кои што може да се купат од овие најчесто тука тобаката кои што работат нон-стоп во центарот на градот, со нив склучено договор. Меѓутоа, освен тоа, како она што беше и со одлука на Совет, значи да се додуваат повластени станарски карти за станарите, за паркирање, тие се издаваат на годишно ниво, за прво возило, за второ возило, за службено возило, така ги имаме сите опции тие. Понатаму введовме повластена карта за вработени, кое што се издава и важи за зоната од која што гравитира пред место каде што е вработен. Такви, исто така како новина воведовме за оние кои што почнат да користат услугите и на повеќе зони, да се извадат месечна карта, која што е со важност за сите зони, без разлика со неограничено време на траење, меѓутоа е со обврзувачки договор дека треба да се користи една година услугата. Во спротивно, таа е со 50% намалена цена и 1000 денари, која што возможува паркирање во сите зони во било кое време, а дел од граѓаните кои што немаат потреба од обврзувачки договори цела година може да ја користат исто услуга, што таа тогаш не е 1000, него е 2000 денари, со паркирање во зона А, Б или С, во било која од тие зони, без разлика во кое време. Понатаму исто го ведовме, имавме ситуации кога им доаѓа гости на страна со претходна најава, како гостинска или викенд карта за 2 дена, за 3 дена, или еднодневни карти, кои што може да се користат. Понатаму рековме, че услуги во делот на давањето на издавањето на гаражни места за паркирање на возила кои што поретко се користат. Така да го пратиме. Да. Ја првпат сега слушам. Да. Гости први доаѓаат од Скопје. Да, се најавува, дека возило со таа и таа регистрација ќе биде присутно 24, 48 или 72 часа во зона А, во зона Б или во зона С, така да граѓаните можете таа услуга да се искористат. Ова релативно нова дејност во општина Кавадарци. Ве молам,
Како е примена кај граѓаните? Имате такви сознанија? Па да ви кажам, на почетокот уште веднаш беше примена позитивно. Добро. И навистина најголем број на граѓани беше така примена и веднаш уште од почетокот започна стана као навика дека како ако одиш во Скопје прво треба да си го регулираш паркирањето, така да веднаш тоа се прифати. Имавме нормално мал број на реакции и сега е нормално кога некој ради дали свесно или несвесно ги прекрши правилото, односно не плати порака или не знам направи го прекршок, во тој дел биде санкциониран, нормална е таа реакција. Меѓутоа тоа се многу мал број на такви случаи и оно што морам да го кажам дека најчесто такви реакции имаме од граѓани кои што возат најскапи автомобили, што е навистина абсурдно. Да, и ако тие граѓани треба да бидат пример, а бидејќи себе си сметаат за локални, не знам, финансиски или бизнис мочници, и би требало да бидат пример за останатите. Меѓутоа најчесто тие сметаат дека тие може да седат во кафеја на 3 часа, 4 часа да не го регулираат своето паркирање. Па иако тоа мал број морам да кажам, меѓутоа доаѓа понекогаш до некои вербални расправи со нашите вработени. Мораме да кажеме дека нашите вработени прво работат по правилник за работен ред и дисциплина, работат по кодексот за етичко однесување и не може да има никакви неправилности и не се тие виновни за пропустот што е направено од нивна страна. Така да од нив се најче тие реакции, меѓутоа се трудиме да се тоа го амортизираме, затоа што е невкусно и неубаво да се, сепак нашите вработени се овластени службени лица, исто како останатите. Така да е недозволиво да се некој омалважува или да се шиканира на улица, само заради тоа што не си го регулира своето паркирање, а вози автомобил од 50 евра. 10-20 Да. Тие се многу мал број на случаи, меѓутоа ги имаме така, да ги речеме условно кај обичните граѓани, тоа не се јава вака, овие се сметат за необични, меѓутоа го имаме тој. Во таква ситуација дали пајакот работи? Да. Се услугите на пајакот? Услугите доколку е нерегулирано плаќањето, тоа морам да кажам дека сето ни е системски и софтверски регулирано, така да нема никаква злоупотреба и нема никаква субјективност. Значи, од моментот на запазувањето на возилото, кога контролорот ќе го запази возилото во колку часот е запазено паркирано, си течат 10 минути кои се нормално дозволени за да се заврши некоја работа. После 10 минути иста информација се пренесува до блокаторите кои се должни да дојдат да возилото го блокираат. Се става соодветна налепница на шофер шајбите. Втора фаза? Да, втора фаза. Во трета фаза, доколку во рок од 1 час не дојде да си го одблокира возилото, да си регулира обврската, се повикува пајак службата, исто го отстранува и го носи во депото, каде што треба во треден или исто ден да се подине. Треба да биде поминати. Да, меѓутоа избегнат е субјективниот човечкиот фактор во секоја фаза, така да најчесто овие расправи и така и завршуваат на крајот, мора да се повика или полиција или со асистенција на пајак, дали колку е услугата или плаќањето на Па, доколку пајакот дојде и покрине возилото, иде 500 денари, а доколку сопственикот се јави на лице место и веднаш не е започнато кревањето на возилото, иде денари. Па може да се спаси, многу добро. Да. Добро, однатавме некои нови работи, мене не ми се познати. Дали граѓаните на услугите се дисциплинирани, тоа сега рековме, како е прифаќен по планот оваа? Да. Ова е релативно нова работа. Да. Ние направивме анкета. Значи веднаш после првите 4-5 месеци направивме написмена анкета со прашалник, кај што посетивме повеќе институции, кафеани, ресторани, случајни минувачи, така да поделивме тие анкетни листови да видиме кој е задоволството на граѓаните и како е прифатена услугата. Значи во најголем број случаи граѓаните го прифатија сето ова, стана неко нормално, а резултатот е секој дека очигледен, сега во секое време можеме да се најдеме место каде се паркираме, се гледа на ред во делот на сообраќајот го мируваме односно во паркирање, така да граѓаните го прифатија и исто така ги анкетиравме од задоволство на услугите кои што ги дава администрацијата или давателите на услуги на терен, че тука немаме никакви поплаки и забелешки, бидејќи секој мора да се работи по кодексот за етичко однесување и правилникот. И што е многу значено, исто така прибиравме информации за потребите на граѓаните. Така да тука се јавува, значи, ако ти има некоја потреба, не знам, во некоја улица, понивно мисли дека може да влезе во систем на зонско паркирање или нешто, некоја идеја, така да и тие идеи ги користиме, така да секаде каде што е можно, после во соработка со одделението за урбанизам, сообраќај, преку соодветни сообраќајни елаборати и решенија се трудиме да го тоа подобриме, тие услуги подобриме, така да ни значи и нивните предлози и препораки кои што се ги имаат. Надвор од овој сет прашања што ги имаме на располагање, директорот ја праша многу зафрлени места во Кавадарци сега се спитомени. Многу тесни улици сега се малку проширени. Тротоарите некаде се проширени, некаде се стеснати заради паркирањето. Се створи некој ред.
Во тој дел имаме ли некои поголеми реакции? Имаме ли задоволство кај граѓаните? Градот сега наликува на средена урбана средина. Во таа смисла, цените се спитомени, сега се намалени битно. Полека стигнува таа еуфорија првична во првите години што имавме. Да, прифатено е... Какви се вашите согледувања во тој дел? Па не, тука најчето користени предлози на граѓаните, така да секаде они заедно го соработка нели со одделението за урбанизам и за сообраќај. Значи големо од улиците кај што беа сега паркирани возила по тротоарите на бара и на граѓаните се поставуваат метални или пластични столчиња, да се оневозможи паркирањето и узурпирањето на простор. Да, улиците се направени едносмерни, че да нема некои застои во двете насоки, така да не можеме сега да забележиме таков хаос како што владееше претходно, а тука веќе имаме соработка нели со асистенција и на комуналната инспекција, ако се паркирани на земни површини или неправилно со асистенција на полицијата, така да задоволството во тој дел е големо на граѓаните, бидејќи се се стави да ред и малку се ослободила до напредно некој да се паркира со колата пред врата, да не можеш да излезеш на улица. А загрозувајќи се при тоа и безбедност и на пешаците и на другите учесници. Сообраќајот е многу битен чинител во нашиот систем и за деловно работење и за нормално за облагување на приватни услуги во Кавадарци. Имате ли некое сознание колку возила се возат дневно? Па имаме сознание. Да. Цирка. Па цирка вака спрема бројот на пораките, да ти кажем, че ние на просечно дневно и до 300 и до 400 СМС пораки. Се наоѓаат на јавните паркиралишта. Да. Меѓутоа треба да кажеме дека имаме и до 250 станарски дозволи, оние бенефицираните. Значи тие не креват во финансискиот дел. Да, во финансискиот дел тие не креват, меѓутоа ние сме јавно претпријатие кое што врши јавни услуги и нормално дека Па дури и да не бидат наплатени соодветно, да. Да. Треба да знаат граѓаните за тоа. Тоа е целта на јавното претпријатие, бидејќи доколку не е таков случај, тогаш тие услуги не би биле 900 денари, би биле многу поскапи, што значи некој тоа треба да го плати. Или ќе го плати, ќе ги платат граѓаните услуги, или ќе ги плати општината субвенционирајќи ги тие услуги. Значи некој мора да го плати. Апсолутно се слагам, сложам се. Запазили ние сме претпријатие од јавен интерес, кој што возможно, значи близу 200 граѓани наши кои што бенефицирано паркираат пред своите домови и згради. Имаме околу 200 корисци на месечни карти, околу 200 корисци на карти за вработени. Така да тоа е иако сообраќајот речеме 16 или негде возила, меѓутоа тие неколку секојдневно циркулираат и се вртат кај да се. Така е. Што сме кај парите, сакам да ве прашам, колкав е буџетот или приходите и расходите според планот за 2021 година? Така да имат сознание граѓаните. Според програмата и планот за работа за 2021 година, буџетот, односно приходите и расходите негде се димenzionирани на 23 милиона и 700 или денари, тоа се негде 325.000 евра. Значи, тука се вклучени приходите од зонско паркирање, кои се во најголем дел, приходите од станарски дозволи и друго се учествуваат во помал процент, меѓутоа како нова ставка во приходите ова година се јавува обележувањето на хоризонтална сигнализација. Вие ја правите? Да. Бидејќи со одлука на Совет ова година беше доделено да ние ја преземеме таа обврска, така да веќе започнавме веќе втора недела наши вработени работат на терен, така да се предвидени годишно две обележувања фарбање сега и после тоа се на сите јавно прометни сообраќајници од поголемо значење. Премини, зебри, полни линии, испрекинати линии, паркинг места, така да комплетно тоа е нова ставка. Тоа е нова дејност, нова дејност која што почнавме ова година веќе втора, трета недела, така да негде до крајот на јуни месец завршиме со првото фарбање, после зависно од временските услови и потребите, септември или октомври ќе поминеме на уште едно. Има ли поквалитетни бои за да не одите 2-3 пати годишно? Така е реторичко прашање, едно чисто да се граѓаните Има, да, се они што се вели со пластификатор, тоа се специјални бои кои што навистина се поскапи, што се многу подолготрајни. Значи ова година земавме позначителна количина и од тие бои пластификатори, така да они најстратешки, да речеме, пешачки премини или зебри како некои места ги обележиме со нив, па да видиме со време да поминеме поголем дел од сигнализацијата да биде на тој начин. Бидејќи поскапа, меѓутоа е многу подолготрајно. Директорот на ова јавно претпријатие буквално за ништо не изневери во нашите прашања, дури она што не беше договорено. Значи добро е владе ова материја, уште на крајот да чуеме и да ни открие кои се тие активности и планови што во наредниот период ќе ги подобрат вашето работење или ќе бидат благодет за кавадарчани. Па добро, како една од капиталните инвестиции кои што општина Кавадарци ги спроведува, тоа е изградбата на новиот пазар, кој што е предвидено да има две паркиралишта подземни со две нивоа,
од цирка 130 места, значи 65 негде би биле предвидени на едното ниво за паркирање на посетителите на пазарот и 65 за учесниците оние кои што имат изложено своји тезги. Така да тоа би било во деновите, во пазарните денови, че го стопанисуваме ние, така да тоа ќе ни биде натаму како во следна година, ако тоа се реализира, сметам дека ќе се реализира, така да во тој дел уште ќе го подобриме квалитетот на сообраќајето и на паркирањето во централното градско подречје, бидејќи во пазарните денови ќе користи на тој начин, во останатите денови ќе се биде за комерцијално паркирање. Како се влегува излегува? Па да, двостранно ќе биде од една страна ќе се влегува и излегува, така да тоа нема да има проблем. Исто така тука и паркингот кој што го направивме ано, така наречен, кој што негде со 40 места беше предвиден за нив, за потребите на пазарџиите, така да со активирањето сега на пазарот, така да повторно ќе се заживе и тој дел, ќе имаме простор доволно и тука на две нивоа и останатиот дел кај јано. Сите сакаме да бидеме во централното градско подречје. Да. Имаме ли место сите да ги сместиме? Па ќе имам, сега веќе имам, мислам дека се брои сега ќе ни дојде место. И уште една активност која што ни е планирана за следната година, тоа ни е надградба на постојните софтверски решенија сега, постојните апликации кои што ќе овозможат многу подобро, поефикасно паркирање во делот на СМС пораките. Поедноставите малце? Па вака сега. Ако сега се случуваше грешка, беше некој куцне, не знам, на АЦ, АБ или не знам, така, сега со ново предвидуваме да направиме надградба на софтверот, каде што ќе биде овозможено со претходно снимнување на апликацијата, со внесување на сопствениот регистарски број или две регистарски таблици, со самото паркирање на место, да се внеси само старт, почеток на паркирањето или час. Со GPS системот да се лоцира во која зона си и не можеш да сгрешиш овде бидејќи таблиците е претходно внесени. Да. Така да се избегнат се многу се олеснат во тој дел внесувањето или електронни грешки. Да. Кои што ние најчесто ги решаваме ако се работи за случај на грешка, рече ми пропуштена бројка, прометната бројка, тие со рекламации, после тоа ги решаваме тие случаи, бидејќи не намерна грешката и парите ги вратиме ако е санкциониран возачот во тој момент. Меѓутоа на овој начин сега ќе направиме да тие грешки се сведат на минимум, бидејќи претходно ќе си имаш внесена својата таблица, GPS системот ќе лоцира во која зона си, само си кликнеш 1 час или 2 часа и автоматски да се избегнат сите грешки во паркирањето. Уште нешто, директор, на крај да додадете? Па не знам, мислам дека доволно беше, дека јас сум задоволен што се направи некои ретата малку во градот, повеќе од она што го очекувавме дури. Меѓутоа ќе се стремиме прво да кажеме ги согледуваме искуството и во оние градови каде што има јавни паркиралишта повеќе години. Така да и нивните искуства негош да не им спомнеме топла вода, значи искуството негош ги натерало нив да прошират портфолиото на услуги, така да во контакти сме и со нив посети, така да ако има некои уште попозитивни работи и подобри, ќе стремиме да ги примениме и тука. Ми беше задоволство што разговаравме и ги откривме некои работи што досега не ги знаевме. Всушност ова јавно предпријатие за граѓаните, а вие навистина убаво менаџирате сега за сега. Благодарам јас на вас за можноста што ми дадовте. Почитувани, тоа беше директорот на јавното предпријатие Паркинг од Кавадарци Орце Настов. Се надевам дека чувстве некои работи што не сте ги знали до сега, сепак во функција на вашиот секојдневен живот или обраќање по кавадаречките улици. Јавното предпријатие Паркинг од Кавадарци како предпријатие кое во функција на граѓаните во овие 3 години одлично си обава својата работа и е во чекор со времето во кое живееме и твориме. Пријатно со нашата програма.